Повод за денешната пресконференција е катастрофалната состојба во која што е доведен тутунскиот комбинат во Прилеп. И последното одржано собрание на акционери е уште една потврда дека ВМРО ДПМН нема ниту визија, ниту стратегија за еднината на најзначајниот стопански субјект во Прилеп. Верували или не, акционерското собрание не успеало ниту да ја усвои завршната сметка на тутунскиот комбинат Прилеп за 2010 година, иако е завршена и деловната 2011 година. Финансиските дубиози и загубите во тутунскиот комбинат во Прилеп стануваат се поголеми. Во изминативе 5 години, раководството на тутунскиот комбинат, поставено директно од Груевски, успеа да направи финансиска дупка од повеќе од 50 милиони евра. Ваквата негативна и крајно загрижувачка финансиска состојба во комбинатот е директна последица на партизираноста и неспособноста на менаџерските тимови. Таков е случајот и со актуелното раководство на комбинатот. Мнозинството членови на бордот на директори или не се од Прилеп, или немаат никаква допирна точка со надлежности на тутунскиот комбинат. Дојдени се во Прилеп да се офајдат и да си заминат. Заштитен знак за сите нив е непотизмот и фактот дека се партиски војници на Груевски и ВМРО ДПМН. Покрај досегашната брутална партизација на последното акционерско собрание, актуелната власт за нов член на бордот во Тутунски комбинат го постави поранешниот пратеник на ВМРО ДПМН од Прилеп, Панче Дамески, кој замислете е ветеринар по струка. Откако не го избраа за пратеник, ВМРО ДПМН го удоми во комбинатот. Исто така, за нов член на бордот е поставен и Драган Василевски Дадио, поранешен директор на јавното комунално предпријатие Пазари, кој очигледно добил напредување за тоа што го одработи за ВМРО ДПМН во кампањата. Овие двајца нови членови на бордот на директори, заедно со генералниот директор Дерменџиев и досегашните членови Трајчев, Котевски, Лашковски и Новачевски, се инсталација на Груевски и ВМРО ДПМН во Тутунскиот комбинат Прилеп. Ваквата катастрофална финансиска состојба во Тутунскиот комбинат Прилеп негативно се одразува и врз откупот на тутунот. Ова раководство на комбинатот за ланскиот откуп на тутун обезбеди пари со позајмици од Делем и Мепсо и сега на почетокот на 2012 година за граѓаните пристигнаа нови поскапи сметки за струја. Ваквото неодговорно раководење целосно ќе го опустоши Тутунскиот комбинат Прилеп, а последиците за над 1000 вработени ќе бидат страшни, посебно со новиот закон за технолошки вишок. Сосема на крајот, го прашуваме македонскиот премиер, кој ќе понесе одговорност за ваквите состојби. Благодарам.